тоа што треба да не охрабрува е дека инфлацијата во целиот свет се става во некаков ред. 2026 економски ќе биде многу слична на 25-та, освен ако не се случи нешто кое што ќе значи решавање на глобалните проблеми, односно војната помеѓу Русија и Украина, конфликтите кои што настануваат, стивна малце ова меѓуцаринска војна, затоа што гледаме дека сите земји си се прилагодија на тие услови, иако навистина се смени глобалната економија. Аспект на луѓето, тоа што треба да не охрабрува е дека инфлацијата во целиот свет се става во некаков ред или во некаква надолна линија, само кај нас се уште се држи на високо ниво. Кај нас имаме и изречена казна за здружување на одредени ланци на маркети кои што сакаат да диктираат цени така како што нив им одговара, а не така како што има некаква економска логика. Не може земја која што е зависна од увоз на материјали и суровини од Европа, ние да имаме се уште висока стапка на инфлација.